Техничката група на ВМРО-ДПМН ќе го поддржи предлог одлуката, меѓутоа сметаме дека е добро да потенцираме неколку факти и да укажеме на еден проблем, а тоа е дека ВМРО-ДПМН од самиот почеток на кризата има континуитет по однос на ова прашање. Ова решение што сега го нуди владата беше решение на владата која што е ВМРО-ДПМН предводеше, влада која што работеше во исклучително тешка политичка криза од една страна, меѓутоа од друга страна менаџираше мигратска криза која што направи Република Македонија да и ден денеска биде забележана во нашите партнери од ЕУ и од НАТО како мала земја која што на адекватен начин се има справена со овој голем предизвик. Ова решение во суштина дава законска основ за ангажман на армијата на Република Македонија на нашата јужна и нашата северна граница. Сметаме дека ако тогаш во тие моменти беше решение, дискутабилно е дали треба да се претвори во трајно решение, затоа што главна мисија и останатите мисии на армијата на Република Македонија не се обезбедување на границата. Многу одамна се направи реформа и граничното обезбедување премина под менаџирање на Министерство за внатрешни работи. Ако тогаш моравме да бараме итни решенија, тоа не значи дека сегашната влада не може да биде креативна и да донесе трајно решение со оглед на тоа што сите укажувања се дека ова криза ќе потрае. Јас како член на парламентарната делегација на Медитеранот пред недела дена бев во Анкара на состанок на парламентарното собрание на Медитеранот, на која главна тема на состанок беше мигрантската криза и безбедносните предизвици. Бројките кои што беа кажани за потенцијална нова мигратски бран од аспект на стационирани мигранти во Турција и во регионот укажува дека Македонија треба да биде подготвена, меѓутоа мислам дека треба да се бара решение кое што ќе биде долгорочно решение, кое ќе ослободи армијата од овие за нив непланирани трошоци, бидејќи овие трошоци на еден начин им влегоа во буџетот како расходна страна, меѓутоа државата за возврат на тоа не интервенираше да донесе решение кое што би било со подолг рок. Мене ми е жал што ако тогашното мнозинство кое што го предводевме ние беше критикувано ради ваквата одлука, сега очекувам дека оваа иста одлука ќе биде едногласно поддржано и од тие политички структури кои што го критикува. Меѓутоа, добро е граѓаните да видат кои политички структури имаат континуитет, а кои лавираат во зависност од дневната политика и од теснопартиските интереси. Ви благодарам.